Доколку има прекршување на законот од страна на гувернерот на Народна банка Славевски, треба да има и соодветна реакција, вели првиот човек на опозицијската СДСМ Венко Филипче, одговарајќи на новинарско прашање во врска со ненавремениот избор на двајца вице-гувернери на Народната банка, чии мандати согласно закон се истечени лани во октомври. Филипче вели случајот треба да се истражи и ги повика институциите да реагираат. Прво мислам дека треба да се истражи, да се утврди како е и да се постапи согласно тоа што ќе се утврди. Ако има прекршување, да се соодветно санкционира. Нека реагираат институциите. Ние апелираме и ги повикуваме институциите за повеќе предмети. Меѓутоа, како што гледаме, до сега нема апсолутно никаква реакција. Но што да се очекува од гувернерот? Човекот што е против растот на минималната плата, човекот што беше претседавач на Советот на град Скопје, кога исто како и сега и во тие години кога беше, Скопје потона во ѓубре. Намерно се блокира градските институции. Така да не би ме изненадило да е вака како што кажувате. Како што веќе објави Канал 5, мандатот на двете вице-гувернерки Нацевска и Митевска, кои беа избрани во 2018 година, истечен лани на 22 октомври, а согласно Законот за Народна банка во член 55 став 1 стои дека не подоцна од 2 месеци, односно 22 декември, требало да бидат избрани нивни наследници, но до овој момент тие не се уште избрани. Според законот, изборот го прави законодавниот дом на предлог на гувернерот. Иако јавниот оглас беше навремено објавен на почетокот на месец јули 2025 година, веднаш по доаѓањето на функција на сегашниот гувернер Трајко Славевски, и натаму останува непознато зошто Славевски не направил избор во рокот предвиден во огласот од 45 дена. Канал 5 и денеска испрати прашање до Народната банка дали со непостапувањето во законски предвидениот рок, кој е регулиран во член 55, е прекршен законот за НБРМ и дали гувернерот ја загубил собствената финансиска репутација, а оттаму уште еднаш повторија дека предлогот бил доставен до собрание по завршување на, како што велат, јавниот повик и во рамки на законски утврдените процедури. Но овој пат се повикаа на член 51 од законот, кој пак се однесува на престанок на мандатот. Како што веќе посочивме, предлогот за вице-гувернери е доставен до собранието по завршување на јавниот повик и во рамки на законски утврдените процедури. Воедно ве информираме дека престанувањето на мандатот на членовите на Советот на Народна банка, вклучително и на вице-гувернерите, е јасно прецизиран во член 51 од Законот за Народна банка. Со ова се потврдува дека се истечени мандатите, но останува отворено прашањето зошто не се избрани нивни заменици, како што е регулирано во член 55 од истиот закон. Останува нејасно зошто речиси 3 месеци Советот работел со вице-гувернери на кои им истечен мандатот и зошто навреме не биле избрани нивни заменици, а останува отворено и прашањето дали одлуките кои ги носел Советот по истекот на мандатот се легитимни и легални.